Следуваат вестите на Канал 8. Свечена седница по повод Петровден одржа Советот на општина Кочани, на која беа врачени наградите за животно дело и за значајни остварувања во развојот на овогодишните добитници Вис Тенеси и на компанијата Антура МК. Исто така беше направен и краток осврт за постигањата на општината во изминатиот и за активностите во наредниот период. Советот на општина Кочани одржа свечена седница по повод празникот на градот Петровден, на која вообичаено се прави пресек на постигнатото, а се доделуваат и општинските награди и признанија. На почетокот од седницата, кратко поздравно обраќање имаше градоначалникот Николчо Илиев, кој се осврна на проектите што се реализирани во периодот во кој новата локална власт управува со развојот на општината, при што во најголем дел се задржа на финансиските заштеди и вложувањето во инфраструктурата. Успеавме од првично планираните 11 улици за исти износ на парични средства денес да зборуваме за 16 улици во сите населени места и во градот Кочани. Тоа покажува каков е нашиот однос кон парите на граѓаните. Тоа покажува колку ни значи Кочани. Се водиме од начелото на равномерен развој на сите населени места пред се од потребите на граѓаните, преку активно вклучување во местните заедници и урбаните заедници во одредувањето на приоритетите. Вообичаено на свечената седница по повод Петровден беа соопштени и одлуките на одборот за награди, а беа доделени највисоките општински признанија. Наградата за значајни остварувања за развојот на општината годинава и припадна на компанијата Антура МК, која за само 4 години од започнувањето со работа кај нас направи голем исчекор во обезбедувањето нови работни места, пред се за младите. Од име на компанијата, за добината награда се заблагодари нејзиниот управител Јохан Хейле. За Антура МК ова награда представува вистинска потврда дека се движиме по патот кој обезбедува напредок, развој и успех. Антура МК, како до сега, така и во етнина ќе продолжи за градење на партнерска улога за општина Кочани, преку искажување на својата општествена одговорност. Наградата за животно дело за 2018 година му припадна на вокално-инструменталниот состав Тенеси, музичка група која е пионер и еден од носителите на развојот на рок и поп музиката во Кочани. Емотивното обраќање на членовите на групата, кои денес се пензионери, ги разбуди сеќавањата на минатото меѓу повозрастните кои присуствуваа на свечената седница. Посебен белек остави нивниот настап со неколку музички numери карактеристични за периодот од пред 50 години. Наградата е едно големо признание, бидејќи во сите овие години, значи колку 40 и колку, скоро 50, бевме присутни меѓу граѓаните, на некој начин ги развеселувавме, ги правевме срекни, се трудевме уствари, мислам дека успеавме во тоа. Многу сме воскитени од самата награда и благодарност до градоначалникот. Па и понатаму да не забрават ако треба нешто. Па да не викнем нешто. Бидејќи се омажив на 18 години, така да излетав од Кочани. Само сум срекна што ме поканија и што учествувам во овој настан. Од името на Стенеси, на сите граѓани на општина Кочани го честитаме празникот, што на овој величествен ден го добиваме ова признание и по нашето заменување веќе, како у пензија гледам, се формираат повеќе групи. Значи, ние бевме иницијаторите со нашето музицирање да се формираат и понатамо повеќе групи, и забавни, и народни, и така. Младите на нас, што сме правили, како сме правили, нека почнат некои да не копират, да работат, да музицират, да стварат играки. Да бидат младите сега поуспешни од нас, да видат дека успехот се постигнува само со многу труд и љубов. На свечената седница на Советот беа доделени признанија и за десетина ученици од основните и средните училишта од општина Кочани. Тие минатата учебна година забележале одличен успех во образованието и се прогласени за првенци на генерацијата. На крајот од седницата за присутните беше приредена и кратка музичка програма. Веднаш по рекламите што следуваат по овие вести, ќе го емитуваме видеоматеријалот од освртот на градоначалникот Илиев за досегашните и идните проекти во општина Кочани, како и за добитниците на наградата за животно дело
и за значајни остварувања за развојот на општината. Празнична литија во чест на светите апостоли Петар и Павле се одржа во градскиот парк во Кочани. На неа началствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, а беше пресечен и светиот Славски Колач. Со празнична богослужба и света архиерейска литургија во храмот Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани, на која началствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, во сослужение на повеќе свештеници од Кочанско беше одбележан празникот на градот Петровден. По литургијата свештениците и верниците се упатија на Петровденска литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле во градскиот парк, кај фонтаната каде се наоѓа мозаикот со ликовите на светите апостоли. Овде беше пресечен Славскиот колач и беа упатени молитви до светите апостоли за здравие, берикет и среќа на верниците. На литијата присуствуваше градоначалникот на општина Кочани Никол Чојлиев, членови на Советот на општина Кочани, како и верници и граѓани од општината. Во рамки на манифестацијата Петровденски конаци, во средата вечерта во Домот на културата Бели Мугри се одржа концерт на духовна музика на црковниот хор и етногрупата Портал. Со овие настани се спушта завесата на овогодинешната манифестација Петровденски конаци. Нова филтер станица за вода за пиење започна да се гради во виничкото село Трсино. Со поставувањето на камен темелникот се интензивираат градежните работи, а објектот треба да биде завршен до крајот на оваа година. Со средства од буџетот на општина Виница и од Светска банка, во селото Трсино започна изградбата на нова филтер станица за вода. Со оваа капитална инвестиција, чија вредност е над 10,5 милиони денари, до крајот на годината за над 250 семејства ќе биде обезбедена чиста и квалитетна вода за пиење. На поставувањето на камен темелникот на објектот, градоначалникот на Виница Ивица Димитров рече дека покрај филтер станицата ќе се изгради и целосно нов резервоар за вода, а ќе се реконструира и постојниот цевковод по кој водата ќе се носи до домовите. Ова е еден од клучните проблеми кои што ги имаат жителите на ова село и дека уште веќе во првата година овој проект ќе го реализираме и еве гледаме дека токму денес на овој свет празник овој проект почна со изградба и до крајот на годината овој проект ќе заврши. Со изградбата на филтер станицата ќе се реши повеќе децениски проблем за жителите на Трсино, поради што од местната заедница искажаа благодарност до локалната самоуправа за оваа капитална инвестиција. Со нашата вода, повеќе од 15 години стопанисува јавното предпријатие Солидарност од Виница. На нивни повеќе направени обиди, значи се установи дека технички водата исправна, бактериолошки не. Тоа го потврдуваше и неколку направени анализи од Центарот за јавно здравје. Во неколку разговори со градоначалникот на општината најавивме дека мора да се направи филтер станица. Тоа го заклучи јавното предпријатие Солидарност и еве, овде сме на чекор, на ичекор до главниот проект. Значи со овој проект се завршува проблемот на жителите на село Трсино, меѓутоа и на дел од село Драгобраште и пошироко. Поради застарениот начин на изградба на постојните извори, досега во поголемиот дел од годината доаѓаше до заматување на водата и таа не одговараше на минималните стандарди за исправност. Со новата инвестиција ќе се обезбеди пречистување со грубо и фино филтрирање како и дезинфекција, со што жителите на Трсино ќе добијат санитарно исправна вода за пиење. Со изградбата на филтер станицата и реконструкцијата на главната водоводна линија ќе се избегнат загубите на вода од изворот, а општината ќе ги намали и трошоците за поправка и одржување. Заштедените средства ќе се пренаменат за решавање на други комунални прашања во селото. Близу половина милион евра ќе добијат општините од источниот регион за проекти што се финансираат преку програмата за рамномерен регионален развој. Парите можат да се искористат за инфраструктурни проекти, како и за изработка на техничка документација, со која ќе може да се аплицира за грантовите од ИПА фондовите на Европската Унија. Општините од источниот плански регион годинава ќе добијат вкупно 28 милиони денари како поддршка од државата. Парите се обезбедени од програмата за рамномерен регионален развој и во споредба со другите региони во Македонија, оваа сума е меѓу најниските. Најмногу средства, 45 милиони денари, ќе добие североисточниот регион, кој се смета и за најнеразвиен, додека на Скопскиот, кој е оценет како најразвиен, ќе му се одобрат 25 милиони денари.
На ниво на држава на сите 6 плански региони преку програмата се одделени 4,5 милиони евра, што е за околу 60% повеќе во споредба со лани, а со парите ќе се финансираат 104 проекти од пристигнатите 137 апликации. Најголем дел од средствата се наменети за инфраструктурни објекти и за изработка на техничка документација за проекти со кои општините можат да конкурираат за повисоки донации од ИПА програмите на Европската Унија. Пред 3 дена беа подпишани договори за изведба на проекти во вредност од 280 милиони денари, од кои што 28 милиони денари се наменети токму за источниот плански регион, а поточно конкретно за општина Кочани 2 милиони денари во заедничко учество со општината од 3 милиони денари, значи вкупна инвестиција од 5 милиони денари за отпочнување на изградба на локалниот пат во село Полаки. Исто така, во моментот има општината аплицирано и за проекти за прекогранична соработка со Република Македонија и Република Бугарија, така што сакам да укажам на тоа дека Министерството ќе работи и понатака посветено. Знаеме дека не се ова доволни средства и ќе направиме се, не само ние како Министерство, туку и владата на Република Македонија, затоа што има ветување и од вице-премиерот за економски прашања и од премиерот на Република Македонија, дека навистина мора да направиме се што е во наша моќ да се развива државата подеднакво, а не само одредени центри. Заменик министерот Павлевски додаде дека со поканата за членство во НАТО и очекувањето за почеток на предпристапните договори за членство во Европската Унија, може да се очекува во наредниот период да се обезбедат дополнителни пари од европските фондови за порамномерен развој на сите региони во државата. Детскиот забавен парк во Кочани доби нови реквизити. Истите се донација од холандската фирма Антура, која го финансираше реновирањето на детското катче. Нови лулашки, топогани и клацкалки се само дел од реквизитите кои како донација од холандската компанија Антура се поставени во реновираниот детски забавен парк кај паркот на револуцијата во Кочани. Како општествено одговорна компанија од Антура МК се погрижија ова детско катче да добие нов, поинаков изглед, што за најмладите сограѓани се обновува по 5 децении. Од настан eenmalig внимание кое што Антура МК сака да го изрази кон намалите жители на ова општина. Кооперативниот успех на компанијата носи поврски за вложување и подрбување на целокупното општество, а не само остварување на финансиски профит. Хейле истакна дека политиката на Антура се темели на континуирано вклучување на компанијата како активен чинител на општествените случувања во градот. Поради тоа, се одлучиле да дадат подршка во реновирање на детскиот парк, бидејќи најмалите членови на општеството се иднината на секоја земја. Градоначалникот на општина Кочани ја искористи приликата јавно да се заблагодари на компанијата за реализација на проектите што се во интерес на граѓаните на општината. Воедно, упати апел и до останатите компании од општината да дадат свој допринос во различни проекти со кои ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Старите реквизити кои до неодамна се користеа во детскиот парк се реновирани и поставени во паркот кај зградите на поранешен атом. Во рамки на обележувањето на Павловден, празникот на виница, театар на сенки во средата вечер се одржа на платото на Домот на културата Тошо Арсов. Театарот е наменет за деца, а беше во изведба на младите актерки Нина Максимова и Ава Хусеини. На платото пред Домот на културата Тошо Арсов во Виница, во средата вечерта се одржа театар на сенки во изведба на театарската група Наш мал театар со актерките Нина Максимова и Ава Хусеини. Виничани има ретка можност да ја проследат необичната театарска представа, која како проект е иницирана од двајцата млади актери Нина Максимова и Благојче Стојанов. Преку театарската игра децата за момент отпатуваа во мистичниот свет на сенките, светот на змејовите и принцовите и уживаа во прекрасната сценска изведба.
Се помина супер, почнавме со представите, до сега имаме направено 4 представи, имаме учествувано на 3-4 фестивали за театри за деца, детски фестивали во Македонија. Децата не само што уживаат, туку и се претвараат во уво. Значи таква тишина немам видено. Значи почнува представата, ги зема приказната и сите молчат. Тоа е тоа што треба да се случи во театар. Се надевам дека ќе продолжиме и дека овој театар ќе живее. Проектот Наш мал театар настанал како идеја што е резултат од фасцинацијата од познатиот турски театар на Сенки Караѓос. Иницијаторите на малиот театар почнале ентузијастички да истражуваат за овој вид на драмска уметност и на крај успеваат да создадат нова, поинаква форма на театар на Сенки, што е малку позната за овие простори. Наш мал театар досега има 4 своји представи и учество на исто толку фестивали на театри за деца. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов продолжува вториот ден од работилницата во рамки на проектот Доживотна математика. Размена на искуства и практики на повеќе професори од неколку европски држави се само дел од искуствата на 4-дневната работилница. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов продолжува 4-дневната работилница во рамки на проектот Доживотна математика. Професори по математика од неколку земји од светот заеднички дискутираат за различни искуства и практики во наставниот процес по предметот. Николас Економидис, професор од Кипар, истакна дека дискусиите се интересни и преку нив се учат нови техники кои дотогаш не му биле познати, а ќе му помогнат да ги примени кај своите ученици за тие полесно да ја совладаат математиката. Вчера разговаравме за активностите кои се случуваа во Кипар, а денес имавме презентација за активностите кои следуваат во Романија и мислам дека се ќе биде во ред. Секако дека се приметуваат разлики, но самата цел на овој проект е да се научат нови техники и методи за да им се олесни учењето на децата математика. Ние сме тимот од Романија, кои сме партнери во проектот Доживотна математика, спонзорирано од Erasmus Plus програмата. Презентациите кои ги имавме овие 2 дена беа многу корисни за наставниците по математика и разговаравме за активностите кои следат во Романија, каде што ние ќе бидеме домакини на 4 наставника и 6 ученика од секоја партнер школа. Покрај размената на позитивни практики, работилницата нуди можност за унапредување на наставниот процес по предметот математика преку заклучоците кои ќе произлезат од дискусијата. Проектот е дел од Erasmus Plus програмата на Европската Унија, а во Македонија се спроведува преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.